Почитувани представници на Министерството за образование и наука, денес говориме во името на сите кои сме тука да го искажиме нашиот став за сите измени и закони кои се донесени без наше учество и без наша согласност. Говориме и во името на сите наставници кои денес не се тука затоа што им се заканивте и затоа што им го зедовте правото на слободна мисла и слободен збор. Тука сме за да кажеме дека законот за наставници, законот за Академијата на наставниците и законите за основно и средно се неприменливи и за нас неприфатливи. Наша должност како практичари, оние кои секојдневно ги претучуваат законските решенија во пракса, е да укажеме на противречностите и проблемите кои произлегуваат од ваквите решенија и да кажеме дека се втемелени врз погрешни основи. Слушнете го нашиот глас, гласот на наставникот, онај кој е модел како се работи вредно, како се пренесуваат знаења, како се насочуваат младите во животот, како се градат ставови, принципи и како се стекнуваат основните вредности, според кои младите ќе создаваат лична и општествена благосостојба. Тука сме да кажеме дека сакаме подобро образование, подобар систем во кој секое дете ќе може да се образува и воспитува во чекор со потребите на времето. Учениците да постигнат високи резултати, да создадеме подобри услови за работа, подобра обука, повисока плата за вложениот труд, поголема слобода за творештво. Наставничкиот пленум од вас бара целосно ставање под мораториум на законите за основно и средно образование, законот за наставници и законот за Академија на наставниците. Бараме целосно екипирање на сите расположливи стручни кадри, наставници, родители, ученици, представници од образовните институции, стопански субјекти со цел вклучување на истите во отворена и широка јавна дебата, со што ќе се придонесе кон градење стратегии за развој на образовниот систем, како што заслужува Република Македонија. Време е за вистински решенија, произлезени од планови кои се апликативни и реални, базирани исклучиво од практични искуства и стручен пристап. Денес сме собрани тука за да ви укажеме дека грешите и да ви покажеме дека само заедно можеме да направиме соодветен закон за образованието. Оставете ни простор да ја користиме нашата креативност во училницата. Оставете ни простор да ја потигнеме креативноста кај нашите ученици. И он нив да создадеме личности и интелектуалци кои достоинствено, со знаење и љубов ќе го трасираат својот пат и патот на Македонија. Тоа е единствениот начин да ги задржиме децата дома. Тие се нашата иднина, иднина која сите ја посакуваме, иднина која ќе се темели на здрав, цврст и моќен образовен систем. Дојде времето да го вратиме вистинското значење на паролата. Образованието или знаењето е сила, знаењето е моќ.